Почитуван председател на владата, почитувана директорка, колеги министри, пратеници, драги професори, почитувани ученици. Денеска официјално го започнуваме новата учебна 2023-2024 година, која ќе трае до 17 јуни, а за прв пат на учениците ќе имат и пролетен распуст од 29 април до 5 мај. Дозволете најнапред на сите ученици во основно и средно образование да им посакувам успешна година, многу нови знања, позитивни резултати, но и добра дружба и спомени кои секогаш во иднина ќе ги поставуваат и ќе ги имат како убави моменти во времињата на училишните клупи. Секако успех во работата им посакувам и на наставниците и сите вработени во училиштата кои имаат значаен придонес во создавање на нови генерации, односно иднината на нашата држава. Учебната година ја започнуваме со бројни нови учебници во основното и средното стручно образование. Започнуваме со најава за повисоки плати за наставниците, нешто што е резултат на добра соработка со репрезентативниот синдикат, со другите синдикати и ќе го реализираме многу скоро. Започнуваме со над 50 реконструирани училишта и со неколку нови објекти, од кои дел се готови, дел се во финална фаза и етапно ќе ги пуштиме во употреба, а денеска тоа задоволство го имаме овде во Куманово. Ова училиште во кое денес го посетуваме е токму една од овие крупни инвестиции со кои ја унапредуваме образовната инфраструктура. Само тука се вложени околу 3 милиони евра, со кои целосно е реконструирано училиштето и интернатот и во тек и постапка за комплетирање на опремата. Инвестицијата е поддржана од Европската унија, од буџетот на нашата земја, преку ИПА фондови и тоа е одличен показател дека Унијата ни помага во унапредување на образовната сфера, што е особено важно за нашето приближување кон развиеното европско семејство, кое сите го сакаме. Символиката на денешната посета на ова образовна установа, која неодамна се трансформираше во регионален центар за стручно образование и обука, е исто така тоа што сакаме да дадеме значење на стручното образование, чија атрактивност во последните години рапидно се зголемува, квалитетот се подобрува и воедно во овој тип на образование и нуди поголема веројатност за личен просперитет на младите деца. Како што посочив, добивме голема поддршка од Европската унија, но и од бројни други надворешни партнери во развојот на механизмот за создавање квалитетна квалификувана работна сила и затоа уверувам дека заложбите за постигнување на целта ќе продолжат и ќе се зголемат во наредниот период. Воедно потврдувам дека додека сум министер за образование, јас на младите, односно на идните средношколци, ќе им препорачувам да одобрат стручно образование, особено дуално, кое значително го проширивме како концепт во изминатиот период во најголем дел од училиштата во нашата држава. Посакувам што помалку предизвици да биде заокружена учебната година, затоа е потребна заложба од сите нас, поддршка од семејствата на учениците, поддршка и максимална заложба од наставниците, активностите, граѓанските организации, бизнис заедницата и воопшто на сите општествени чинители, затоа што конечно на крајот какви ученички генерации ќе создаваме не зависи само од еден фактор или од една засегната страна. Зависи од сите нас. Секако, МОН останува отворена институција за соработка и ќе се трудиме да бидеме на висина на задачата, водејќи се секогаш по најдобар интерес, првенствено на младите кои ги имаме во училишните клуби некаде над 250.000, а од нив 20.000 се првачиња. Нека е со среќа и успешна учебна година.